Ќе имате прилика вистински да уживате во уште една авторизирана емисија, едукативна пред се и свесно, разумна, рационална, која што денес ќе отвориме со Ивана, заедно со нашиот пред се пријател, а потоа и долгогодишен соработник и пријател нутринската на Телма. И ќе кажам, вистина во време кога светот забрзано се движи, но често без насока, кога умот на човекот е некој пат и преоптоварен, често пати знаеме да кажеме и срцето е празно, кога говориме за напредок, не забораваме некој пат да прашаме напред кон што, ќе си го поставиме прашањето, потребни се сепак и луѓе кои што ќе ни ги дадат можеби соодветните одговори, туку и луѓе кои што ќе не потсетат да поставиме вистински прашања. Така што мислам дека тоа не е човек кој што само од сега познава динамиката на современиот човек, современиот Homo sapiens, туку баш ја чувствува вибрацијата на внатрешниот свет. Секој пат велиме дека со професор доктор Зоран Крстевски правиме едно понирање длабоко во себе интроспективно, бидејќи неговото знаење не престојува само во неговите книги кои што секој пат знаеме да ги апострофираме, туку и во зборовите што тишината ги претвора во вистина. Секој пат со него говориме за една ментална хигиена, за жал понекогаш и за програмирањето на умот, за потребата да се вратиме на себе си и во светот на технологија, кризи и страв, тоа некако го споделуваме зад камерите со Ивана и со него. Тој не потсетува на бегање, туку можеби би рекол едно будење секој пат, така што и оваа емисија се надам дека баш ќе ги истражиме со него тие астросимволи на моменти, па и астролошки модели и самата, како што кажав, мутрогосиване на духовна алгебра на човештвото. Дами и господа, не е потребна соодветна најава, меѓутоа убав вовед за крајот на оваа наша сезона на Нутринска Телма. Добро ден. Добро ве најдо, благодарам Марк, голем поздрав до Ивана со која со години соработувам, исто така како и со тебе. Да. Така што позитивната енергија, вибрација мора да се носи, мора да се сподели. Така е и тоа е и суштината на медиумите. Да, и секогаш наш приоритет. Особено кога сакаме да зборуваме како велиме ние да бидеме реални, но сепак да бидеме оптимисти или пак ако ги согледаме работите онака како што треба, да знаеме што е оно кое што можеме да го направиме, а сепак да се чувствуваме подобро. Треба да сме во текст со случувањата, за оние кои што можеби повеќе или помалку веруваат во астрологијата, за она кое што се случува и на глобално ниво, за она што се случува и кај нас или во однос на колективната свест, ќе опфатиме од сепо нешто. Но би почнале со еден важен датум со кој што стартуваше оваа недела, а тоа е 7 јули, или денот кога Уран влезе во Близнаци. Зошто астрологијата дава значење на овој ден, поточно на влезот на Уран во Близнаци, кој што се случува по 80 и неколку години? И ако онакое можевме да го слушнеме дека е почеток на една нова ера на ментални и технолошки промени, тогаш веројатно е значително за човештвото. И сега прашање дали ќе има симбиоза или ќе има судир? Па близнаците се дуалитетен знак, каде што има една страна која оди кон позитивно, другата оди кон негативното. Така што и во светски рамки секојаш и така било. Некои нешта отварале можност за развој, некои нешта влијале на свеста на луѓето и овие уште повеќе пропаднале, што се вели, во бездната. Сега, после 84 години Уран влегува во Близнаци, што не е редок транзит или феномен. Еве, ќе се вратам назад. Пред 14 години Уран влезе во Овен. Тогаш почна арапската пролет, дојде до големи револуции, до бунтувања, до воинственост, до борба за индивидуални права и така натака, а Овенот владее со индивидуалитетот, со револуцијата, со воинственоста. Пред 7 години Уран влезе во Бик. И знаете тоа што се создаде. Дојде до проблеми поврзани со пандемијата, дојде до проблеми поврзани со храната, дојде до аспекти на економска рецесија, дојде до некоја несигурност, дојде до преиспитување на системот на вредности, произлезени и од рецесијата и од пандемијата. Така што бикот дефинитивно го загрози на некој ниво човештвото. Треба да бидеме свесни за вредноста на екосредината. Бикот владее со природата на некој начин. Но, ако ги гледаме тие транзити и не беа нешто совршени нештата, ниту во ерата на Овенот, иако некои народи побараа слобода, права, демократија. Иако во ерата на бикот, не сврти кон себе, кон мирот, да видиме ние каде се наоѓаме, дали треба да имаме жртви на надворешната средина. И сега доаѓа Уран во Близнаци, кој што владее со информатичката технологија, владее со мислата, со свеста. Светот на комуникацијата. Владее со сето она кое што на некој начин не е лесно да го контролираш. Бидејќи вештачката интелигенција настапува. Се повеќе ќе биде присутна. Роботиката исто така.
потенцијално дали ќе се загубат работни места. Од другата страна, дали некои нечестиви ќе преземат моќта произлезена од вештачка интелигенција, па ќе импутираат многу нешта. Така што близнаците се врзани со сообраќајот, со нивото на свеста, со комуникологијата, врзани се и со она што се вели внатрешен мир и хармонија. А тоа се баш клучни точки кои што секој пат ги Да, но говориме. две страни, ако зборуваме за технологијата, за можеби експлозијата со вештачка интелигенција и со нејзиниот напредок, и од друга страна, она кое што треба да го задржиме како луѓе или кое што треба да го има човекот во себе, да се сврти кон себе и кон внатрешниот мир. Она кое што го прави технологијата, ако не знаеме добро да управуваме со тоа, може и токму да не одврати од тоа, односно повеќе свртење кон надворешниот свет, помалку кон внатрешниот, да се свртиме кон себе е неопходно во денешно време. Така е, значи три закани се: нанотехнологија која може да избега од контрола, потоа можеме биоинженеринг, тоа се вметно и се прави, се вметнуваат многу нешта или ќе се вметнат во телото на човекот. Гледате и врз генетиката се обидуваат да влијат и така натака. Значи може ќе сакаат да направат супер луѓе или супер војници. Може ќе клонираат. Може ќе отидат кој знае во која насока, повторно да си го заштитат своето богатство или они да бидат привилегирани, да бидат елита. А на луѓето да им наметнат најголемите, најсилните опасности: стравот, стресот, гневот и тагата. И непријатна компетитивност создаваат на пазарот на трудот сите тие олигарси и бизнис могули, Така. кои што потикнуваат конзумеризам преголем од секој аспект, па и некаква духовна борба. А веќе Па тие се опасностите и тука е нели опасноста, вечна опасност од нуклеарна бомба, нуклеарна експлозија. Така што тоа и лоцирани се овие аспекти. Кон што се движи човештвото, тоа се вика футурологија, што можеме да очекуваме. И гледате екосредината константно се загадува. И видовте во времето на пандемијата имаше исклучителен аспект на профит, не секогаш хуманост, а и прашањето која создаде пандемијата, со која цел. Гледате односот кон храната што се случува, кон почвата, кон водата, воздухот константно е загаден. Живееме во асфалтна џунгла, гледате сите површини кои се слободни со зелена површина, тука кај нас сакаат да ги, што се вели, обструираат, да ги преземат за создавање профит, а да не зборуваме во глобални рамки. Мултинационалните компании што предизвикуваат. Значи, нивото на колективна свест е на многу ниско ниво. Но од другата страна, не зборуваме близнаци, добар број на поединци почнува да се будат, да сватат што се вели играта. Да сватат дека целта на мојкниците е подјармување, држење блажено незнаење. Гледате луѓето и кај нас тука се борат против загадување на чисти еколошки места. Се борат против овие што сакаат константно да профитираат со тие мини хидроцентрали, па да заштитат одредена рекичка која е прекрасна, која дава живот. Значи, се јавуваат поединци кои имаат интерес и за човекот, и за природата, и за животните. Тие поединци со повисоко ниво на свест, со едукација, со читање, со работа на себе, со препознавање на вредноста, се спасителна опција во однос на овие кои се инклинирани кон злото. И сега, ако одиме религиозно, можам да ве вратам, например, 4000 години пред нашата ера. Тоа е ера на бикот, ерата на фараоните, на задгробниот живот, на верување, на потрага по бесмртност, што бикот е опозита на скорпијата. А скорпијата влада и со тој задгробна тенденција. Затоа и фараоните биле кон тоа ориентирани, но се изградиле пирамидите. А бикот владее со градбата. Била клучниот религиозен символ била кравата. Потоа доаѓа ерата на овенот, ерата на Моисија, на монотеизмот. Јагнето или овците, ветената земја, но око за око, зап за зап, воинственост, монотеизам. Па доаѓаме ерата на рибите и рибата како символ. Христијаните, целата нивна филозофија или идеолошка матрица, покрај крстот е и рибата. Рибарите, апостолите, Исус Христос, рибата е знак на сочувство, на сомилост, на помагање, на жртвување, на несебична љубов. Тоа е христијанството, тоа е Исус Христос. Доаѓаме во ера на Водолија. Дали видовте сега, само што пристигна ерата на Водолија, какви се промени се случија на глобален план? Предвремено хипи движењето. Водете љубов, а не војна. Технолошка индустрија, еволуција. Гледате телевизори имаме. Имаме мобилни телефони, имаме сателитизација. Имаме индустријски напредок. Но имаме и менување на матрицата низ призма на семејните вредности. Че има се некои други ориентации. Некако поинеко се чувствуваме, поинекви односот кон телото на еден кон друг или еден кон себе. Значи, некои табуа се кршат. Се поставуваат нови правила, нови системи. И сега Водолијата оди нагоре,
како тенденција будење свест, будење на личната самовредност, но може да оди надоле. Така е представена графички во астрологијата, со едни фреквенции. Но фреквенцијата, вибрацијата, енергијата станаа клучни. Тесла колку бил напреден, тоа го има кажано на некој начин и како да проникне во ерата на Водолијата. Имам чувство дека секој пат станува збор за еден од најфутуристичките знакови, можеби символи. Да. Таа ера на Водолија, значи гледате сега, имаме ера на Водолија која настапува по 2160 години. Сега само што започна. Ги гледаме разните промени. Да не одиме негативно, Уран влада и со опасност од радиација на некој начин. Но Уран влада и со слобода, со бунтовност, со потреба да бидеме оригинални, посебни. Сега човечкиот род, ако се наметна биде посебен, не може како целина. Ќе се наметна пак овиот новиот светски поредок. Индивидуализмот, да речеме. Не, они ќе се наметна, ќе решат многу луѓе има на планетата Земја. Дај да видиме како тоа да го решиме. Да, но тоа се провлекувало веројатно низ векови. Унако е што еви и сега оваа позиција, односно влегувањето на Уран во Близнаци го представува, е повик на некој начин на будење на менталниот потенцијал на човештвото. Прашање е како човекот тоа ќе го искористи. И ако велиме дека тука треба да бидеме со отворен ум, со желба за учење, за можеби искажување на својот потенцијал или покажување во пракса, Зоран, кои би биле да речеме како советите или за оние кои што не следат, да, како овој аспект да се искористи? Па ете, ја и таа книга ја напишав, Будење на позитивната енергија, баш така како предвестник во ерата на Водолија. Да ја пробудиме позитивната енергија, бидејќи сме пред сериозна борба помеѓу доброто и злото. Исус Христос, христијанството, ориентација кон доброто, кон љубовта, кон сочувството. Ера на Водолија. Не смееме да седиме на страна, да изчекуваме, мораме да се вклучиме на страната која ни одговара. Секако страната на доброто, на светлината. Во името на страната на светлината, сега како да проработиме, да ги изнесеме на површина нашите вредности. Да не чекаме. И сега гледате, имаме два аспекта. Нели, ај сега да не одам у политика, ама социјализам, колективното ти го креира индивидуалното. Чи како е обшеството, каков е системот, влијае на твоето ниво на свест. Они ти наметнуваат. Тоа веќе заврши. Доаѓаме до индивидуалното. Индивидуалното ниво на свест, мојата духовна подигнатост влијае на колективната состојба на живење. И сега одиме кон поединци кои ги будиме, читање, едукација, работа на себе, да свати матрицата дека некој му наметнува страв, дека го заглупува, дека го фрла кон површност, дека му создава консумеризам, ориентација кон потрошувачко општество. Клучниот аспект било телото, и кој Ивана секогаш ќе ме праша и за таа тема. Значи, сега треба да се промени таа матрица кој некој нас ни ја наметнува, туку да речеме, битна е душата, битен е духот, битно е како се чувствуваш, каде да го најдеш мирот, како помалку да зависиш од надворешни фактори, како при тоа да не инклинираш кон високи задоволства, високи, што се вели, уживања кои подосна ќе ти создадат преголеми болки и страдања. Како да го најдеш она што те урамнотежува. Дали е природа, дали е музика, дали е фина енергија со некој блиски, дали е преградка, дали е креативна работа, дали е некоја смисла, цел, визија. Значи, гледате, луѓето да најдат начин како да се смират, опуштат, тоа се вели влези во тишината, влези во самиот себе си, биди ти сам со себе задоволен, зашто како зрачиш, така привлекуваш. Како зрачиш, така пренесуваш. И сега одиме, ако јас зрачам позитивно и ние со емисијата пренесуваме убава вибрација. Да. Ние ако пренесуваме, добро ќе им тргне на некому денот, ќе рече што не наполнија со убава енергија. Но ние сега да сме со поголема група на луѓе, нашата енергија нив ја пренесуваме непосредно во семејството, во домот, во блиските, на работното место. Гледате се, оваа енергија се шири, но се шири колективно. Тоа Јунг го кажал, архетип на колективно несвест. Каков е народот, каква е нивото на свеста, каква е ориентацијата, таква ќе биде неговата судбина. Били фрустрирани, незадоволни, тажни, гневни, неисполнети, праќаат енергија. Космосот им ја враќа енергија. Дали како народ, дали како семејство. Така што најклучниот аспект испадна дека е енергијата и сега ако го земам аспектот на пореметување на енергијата, неретко може да оди многу далеко, тоа се вели трансгенерацијска траума. За ова Марко пишува во програмирање на умот, во таа книга ги опфати сите аспекти трансгенерацијска траума како народ. Тоа беше претходното четиво, ако да, не, претходно беше астролошки записи, таа за астрологија и тамо имам за ера на Водолија, за близнаците, таму пишував дека секога Сатурн кога влегува во близнаци, Америка влегува во војни. Има таму хронолошки, има фејтон за Нострадамос, има натална карта за Македонија. Тоа е една друга тематика, ама програмирање на умот анализиравме трансгенерацијската траума. Некаде некому се случило напредок, останало неразрешено прашањето на болката, на страдањето, го преземаат
нивните поколенија го носат. Ние како народ се соочуваме со децении, со милениуми, можеби со трансгенерацијска траума. И таа не офаќа. И гледате, нашето зрачење, нашето привлекување трауми и несреќи не е за занемарување. И постојано нешто ни се случува. Зашто во свет, на реална глобализација не можеме да се разведеме од овие конекции кои што се како... Така е. Па да, ова е многу добро да се разврземе, зашто гледате, и јас таа една филозофија ја фаворизирав. Едно е прифати ги нештата кои не можеш да ги промениш. Мораш да го прифатиш минатото. А и да простиш. Така е, па и П е тука. И простувањето е. Но потоа да не ги држиме нештата, да ги пуштаме. Значи, ние држиме болка, ние држиме навреда, ние држиме повреда, ние држиме погрешно очекување, ние држиме како сме се развели, ние држиме зашто на работното место, ние држиме. Кај држиме од душата? Што и правиме на душата, ја разнебетуваме. Ние треба да ослободиме, да опуштиме. Треба и да простиме некогаш. Не да забораваме, а да простиме. Треба од другата страна да направиме промени. Тука е проблемот на македонскиот народ. И како се програмираме. Сега, ако земеме да дискутираме, тие промени бараат промени на ниво на свест. Промена да извршам професионалната должност. Што е мојата професионална должност? Филозоф, тоа, писател, тоа. Вие со вашата професија. Овој докторот со својата, овие таму што се за да не заштитат било какви закани од надворешна природа, треба да работат професионално. Се околу буквата П. Па да, потоа земете ги да не анализирам судија колку значи и што значи за едно општество, ако не извршува функцијата. Значи многу работи бараат промена. Програмирање, промена. Прифаќање, пуштање. Често во твоите јавни излагања говориш за таа ментална програмација и колективна манипулација преку страв. Како може да речеме, ајде, астролошки гледано или самата астрологија не води кон тоа декодирање на тие внатрешни матрици и можеби отворење кон послободна, поавтентична мисла и колку можеби астрологијата компатибилна со современата технологија. Што е куриозитет да речеме за овој 7 јули, кој што го спомена Ивана како датум и една нова ера со Уран? Да, па Иван убаво го спомна и навистина тоа е редок феномен на транзит кога Уран влегува со созвездие на Близнаци, според тропскиот зодијак. Според сидералниот зодијак има одредени поместувања. Тропскиот е според сончевото движење. Сега, доаѓа Уран. Секоја промена, секој транзит од одреден знак во одреден знак пробудува нешто на колективно ниво. Затоа сега Марк, гледачите не можат ова да го осознаат нормално, не се занимале со астрологија, но да видите во таа моја книга Астролошки записи, која е стварно интересна, има многу богата со информации, да прочитаат, да видат како во минатото тие феномени какви настани создавале. Дека ништо не е случајно. Дека сето тоа активира, големата депресија тамо 20-тиот век негдека на почетокот или од 1930-тите години, тогаш Плутон па влезе во знакот на Шкорпија. И падна берзите, дојде наезда на нацизмот, фашизмот, дојде до стравот, до тероризмот, до ред аспекти. Тогаш беше Silent Generation, така? Да. Значи, замисли, Плутон влегува во Шкорпија, што предизвикува? Ете ти го Хитлер го донесе. Кога влезе Нептун 1846 година во знакот на Риби, исто така се случија некои промени, некои аспекти кои што создада нова основа, односно тоа е периодот кога имаше анестезијата избатна во преден план, спиритуалистички учења, духовното го ставија, го преиспитува. Уран кога влезе 1781 во знакот на Водолија, односно тогаш настапи со целосна сила, француска буржуазска револуција, борба против лавот, против монархија, потреба за права, за слободи, ред аспекти на здружување на револуција. Значи, гледате како секоја планета влега во одреден зодијачки знак, создава нова енергија. Кој е клучот во сето ова? Да ние сега овој транзит го препознаеме и да застанеме пред себе и да речеме, чекај сега, која е главната работа во мојот живот? Нели има многу работи? Еве ја ќе ги кажам 3, а Марк ќе каже уште една, знам која ќе каже. Значи, која е најважното? Будност, свесност и мир. А Марк четвртата или Ивана да каже, сигурно ќе каже љубовта. Да. Но како ние да дојдеме до љубовта ако не го постигнеме мирот? Да. Значи, гледате, мирот со себе ми дава потенцијал да зрачам со љубов. Но што е потребно за да дојдам до мир? Да бидам буден. Од што да бидам буден? Да не ме загрози некој, гледате, негативни ситуации, каде ќе влезеш, што ќе ти се случи, со кого си се здружил, каде ти оди енергијата, колку ги користиш талентите, како ги разрешуваш траумите, колку се едуцираш, на што го инклинираш времето, информацијата. Сето ова е свесно размислување, а за така свесно да се размислува, веројатно треба да се биде
пробуден или разбуден, Така. како велиме. Одиме кон тоа време и веројатно личен е изборот дали ќе се разбудиме и кој е оној тригер, како велиме, кој што ќе не разбуди. Она кој што го спомнавте како ретроспектива, например, на минатите настани, и случувања и глобално, се периоди кои што се случувале навидум лоши, но буквално да речеме Новитети, резултат на токму тие случувања и будењето во Како кај не? човештвото, или да Реинкарнација речеме целосна. еволуцијата која што се доживува и во на тој начин. И ова е нешто такво со кое што се соочуваме, но некако велат дека во ова време во кое што живееме, будењето е малку поинтензивно, односно веројатно влијание за сето тоа имаат и ваквите книги или луѓе, професори, научници, сите оние кои што работат малку повеќе на, да речеме, осветлување на тој дел кој што до и пред известно време и не беше толку познат. Така, и кои имаат малку понапредна визија. Да. Кои одат малку зад планината. Зашто со Маркс сме разговарале во многу Да, емисии во многу исто со емисии. него. Свеста е како можеби како една џамлија. Пинг-понг топче, како тениско топче, фудбалска топка, кошаркарска или може кој знае калкава. Да. Некој е мала. Толкова е свеста. Пази да не ти загрози, пази да не ти запали, пази каде со него да влезеш. Не разбира, не му давај функции. Ако му дадеш, кој знае кај ќе те однесе. Значи свеста е. Значи затоа и нели се кажува и во поглед на менаџерството, два аспекти се битни. Првиот е етичко изградена личност која ќе внимава на компанија, која ќе внимава на работници, ќе создава што се вели една интеракција на соработка. Но второто е мудрост. Може он да биде добар, ама не е способен за менаџер, не може да ги менаџира работите. Наставно не е квалификуван. Или мудар, може би паметен, ама себичен, егоистичен, нема етика, ќе ти искраде се, ќе ги уништи луѓето. И емоционална интелигенција, да не ја Така е. забравиме. Тоа е точно, многу убаво кажавте. Тоа е посебна тематика. Тоа е некојаш да ме викнете за тие интелигенции. Значи, замислете емоционална интелигенција да не достига, да нема емпатија, да нема алтруизам. Вие гледате, гревате за нашата држава тоа што се случува. Значи, недостиг на емпатија, ти толку да палиш, да иде да провоцира, да создава, тоа е страшното да го замислиш, не само на тоа поле. Па и ова што урбана мафија понекогаш што го прави на градот силување и ред аспекти, значи. А имаме луѓе кои тоа треба да не заштитат. Дали се инспектори, дали ГУП, ДУП, дали градоначалник, но не е битно, не влегуваме во тоа. Но тоа е примитивно, а ние зборуваме за освестен начин на најелементарни живот. работи, што кај јапонецот тоа се подразбира кај холандјанецот. Тоа е Овој се есенција подразбира на за да вози живењето. велосипед. Тоа е Овој квинтесенција гледате нивна. кон односот кон сметот. Значи зборуваме за свест, а за жал кај нас е многу ниска свест. Еве добро да испитате, повеќе они губат време пред социјални мрежи. Денеска цел ден ќе пишува, ќе се Апсолутно. заглупува, ама се седна се опушта си прочита книга. Инвестиција во себе никаква. Па никаква, ама Марк, гледај, прво, придобиваш енергија од книгата. Се смируваш, си легнеш, се Интроспективно опуштиш патување и влезеш веројатно во е тоа. себе. Така У е. книгата забележиш. Не мораш ти одма да ја сватиш книгата. Моите книги се читаат цел живот. И по 5-6 пати треба да се читаат. Значи, земе си забележи, си запише во тетрадка. Ја има тетрадката. Од тетрадката се подсети, оди некаде патува, нека си прочита. Нека си подразмисли. И вметнува нова матрица. Го исперува старото. Некаде прифаќа дека бил животот тежок, дека имала маки неизвестности. Книгата тоа го потврдува. Некаде самиот наоѓа начин, наоѓа некоја иницијатива, наоѓа нешто што го мотивира. Еве вие со емисијата мотивирате. Секако дека и книгата мотивира. Музиката, прошетката, природата, а не заглупено и со жалопојките. Кај нас една карактеристика е фаворизирање на критицизам и жалобојки, а не правиме нештата да ги промениме. Промената доаѓа од надвор, што е потешко, но најклучната промена е однатре. И И да она не Ивана што забораваме. рече, дали ние правиме промени однатре и дали ние животот така ќе ни побене во блажено незнаење. Да, и како однатре, така и однадвор велиме, односно какви ни се мислите, така ќе ни биде и реалноста и тоа е добро познато, но исто така и како се чувствуваме однатре, веројатно и телото ги дава знаците и тоа е една и од нашите теми денеска. Телото како учител, што ќе ни каже телото доколку ние не се слушаме себе си. Кога знаеме да се слушнеме себе си или тоа интуитивно чувство или таа интуиција за тоа што ни треба, што не ни треба, како свесно да го прифатиме, а свесно да го отфрлиме она кое што не ни треба, веројатно добро ќе знаеме во која насока се движиме, но кога тоа се случува несвесно, за жал кај нас повеќе на несвесно ниво, тогаш веќе телото само си дава знаци кои што треба да ги препознаеме, односно за жал да не биде никогаш и доцна, па телото како учител, односно нешто кое што апсолутно треба да биде во баланс или равнотежа со духот.
Така е. Сега и во новите психолошки практики се фаворизира пристап кон телото, преиспитување на телото за да дојдеме до заклучок за суштината на личноста. Да. Дали има некое пореметување. И сега гледате, нашето тело е исполнето со органи. Знаете дека тие се воедно енергетски центри. Нашите емоции влијат на нашите органи. Така е. Нашите органи се чувствуваат онака како што е нашата енергија, нашата виталност како целокупност. И сега не е случајно ако некој има проблем со работен стол. Дава ако го одговор. фаќаат главоболка или има проблем со бубрези. Да. Се има зашто страда органот. Тоа детално систем. во програмирање на умот таму многу подетално ги објаснав овие работи со цитирање и анализа на доктори, на науки и така натака. Така што гледате во суштината на нештата е. Влези во своето тело, почувствувај го своето тело, дај му шанса на своето тело, негувај го своето тело. Тоа тело утре може да те спаси. Како што менталниот имунитет може да не спаси од опасна закана, да најдеш решение, како периодот на ревитализација е различен кај луѓе после травма, а зашто е различен? Бидејќи кај некои луѓе го имаме синдромот на преполнета чаша. Значи гледате чашата, се преполнила. Чувствена навреденост, неуспех, мака, страдање, емоционален удар, емоционален отров, доаѓа некој настан, доаѓа некоја ситуација, доаѓа нешто што е навистина лошо, на луѓето им претекува. Најчесто немаат механизми за себе опоравување, кон што инклинираат? Кон антидепресиви. Така е. Брзо, лесно и стануваат зависници, се затапуваат. Ако го имаат капацитетот на себе надградба, ако го вежбале духот и телото, тогаш кортизолот, хормонот на стресот, нема толку да им го зафати телото, односно ќе им го зафати. И мене ќе ме зафати, еве сега моето село Рамне во поречието, каже што ја ги пишувам сите мои книги, беше загрозено, за малку фалеше дотидат и куќите, дотиде и црквата Света Петка од 19 век. Значи прекрасни нешта заради експлозии во институција во една фабрика кои не водат сметка. И сега замислете дали тебе ќе те опфати кортизолот. И мене ме опфаќа кортизолот. Но мојот механизам на опоравување е малку побрз, затоа што јас сум работел на себе и сум сватил дека некои нешта, ако веќе се случиле, ќе мораш да работиш и ги прифатиш. Но почетно ќе те фати стравот, ќе те фати немирот, ќе те фати стресот и мораш да си прифатиш дека и тоа ќе ти се случи. Но луѓето треба да разберат дека се има рок. Дека колку и да е тешка маката, колку и да е голема болката, и тоа ќе помине. Зоки, кога говориме за судбината како нешто што сами го пишуваме, каква е улогата на кармичките образци во оваа нова ера која што сега ја споделуваме? Дали може да ги препишеме тие стари кодови преку нова свесност, па и нов избор? Види, Марк, тоа во тој контекст, кога веќе се кажува карма, тоа е многу големо прашање. Што кармата ти е пак врзана со причина и последица. Значи, ние третираме последици заради одредени минати настани. Кармички, што се вели, јазли, чорови, тие некои состојби кои нас не пореметиле и ни оставиле некој белег во душата. Затоа се вели лузна во душата, лузна во телото. Тоа бара исцелување, бара детоксицирање. Зашто и кармата може да се решава со дармата. Кога ќе дојдеме до дармата, треба да ме среќни. Зашто треба да ме среќни? Зашто моќта на кармата е послаба. Зашто моќта на, последицата полека ја решаваме и доаѓаме до создавање на нова основа. А дармата ви е како животен крстопат. Тоа е асоциација на морална одговорност, асоциација на морално действување, на прифаќање на некои нешта и создавање нова перспектива. Затоа ние како Македонија треба да видиме кај е нашата дарма. А ние сме константно под карма. Значи невозможно е волку страдање, невозможно. Еве 35 години се невидени страдања, а и претходно не било лесно. Дали кармата на Македонија пореметена треба да анализираме X фактори во минатото? Дали затоа што свеста за општото добро не е ниска? Дали затоа што премногу инклинираат функционери кон алчност, кон неизвршување професионална должност? Дали некои функционери се претопија па исто тоа го изманипулира? И дали ние сме прематеријално ориентирани, а слабо кон духовното? Што се големи прашања. Но заклучокот е дека ние кармички страдаме. Каде ние треба да се ослободиме? Кога ќе дојдеме до дармата на животниот крстопат. Значи, гледате, доаѓаш некогаш, судбината ти вели добро. Имаш кармички долгови, имаш кармичко чистење, имаш кармичко ослободување, претходно имаш кармичко отплатување и доаѓање до дарма. Тука веќе си се ослободил, сега го градиш патот. И се земи како една раскрсница. Ти си на раскрсницата. На основа на што ќе избереш? На основа на свесност. Ако си паметен, ќе го избереш патот што е позитивен.
Ако не си добар со себе си, ќе те однесе некој пат кон бездната. Некој пат со тешкоти, некој пат е со убави можности, но ќе паднеш у бездната. Се со цел на ново учење. Значи, дармата е таа која што тука кај нас во Македонија мораме ние да бараме. Значи, повисока морална свест, повеќе работа на себе, повеќе создавање општи добра, извршување на професионалната должност, барање на мирот, создавање предуслов некаде да уживаме во тишината и двете најглавни категории на современото живење. Вие времето и информацијата. Со каква информација се храниме? Да, и тоа е веројатно одговорноста која што секој од нас треба да се превземе на себе. Тоа е она кое што кон кое што секој од нас се насочува или ја дава сопствената енергија, но она кое што го спомена Зорана, тоа е дека треба анализа или да се гледа на тоа пошироко прашање, така и подетално дополнително прашањето е колку таа анализа на некој му е важна ако зборуваме за водењето на државата, односно за она кое што ни се случува, за да се погледне, за да биде важна одредена анализа, треба да немаме ограничување по тоа прашање, а има категорија на луѓе кои што имаат ограничувачки пристапи кон астрологијата и кон она кое што го зборуваме, некако по-тешко прифатливо е сето тоа. Да, и некако е полесно да се влезе некако во чекор или во темпо со сето она кое што ни го нуди надврешниот свет, а како потешко да бидеме малку сами со себе и со тишината. Веројатно, претпоставувам, во пракса се соочувате и со такви луѓе. Не, па не, ретко се соочувам. Астрологијата е докажана, пробиена и во светски рамки. Замислете, преку 6000 години обстојува. Исак Њутон, Ајнштајн имал симпатии, Тесла кажал дека постои космичко јадро, Кеплер и да не анализирам. Значи, не можеш на некои неуки кои живеат... Астросвесни луѓе, биле ми само секој аспект. Луѓе што живеат како жабата у бунарот, кито да им објаснува колку е пространството на морињата. Тоа е водата во бунарот. Еве имало една анекдота, Исак Њутон со Тихо Брахе. И овој му кажува: "Абе колега, вие зашто толку многу се занимавате со астрологија? Што вие до тоа најдовте?" Исак Њутон му одговара: "Колега, јас тоа сум го проучил, сум утврдил, сум сватил и затоа сум се насочил." Значи, проучување, осознавање и сваќање. Кај е проблемот на македонскиот народ? Лепи етикети без да познава работи. Лепи на луѓе, лепи критички, лепи ништо не бидува, види каков е, а не ги познава работите. Да се генерализира, мислам дека тоа доаѓа од аспект на... Така што тоа е дефинитивно. Ивана што го кажа, прво астрологијата во ера на Водолија уште повеќе ќе оди нагоре. Ќе се квантната физика многу ја сближи астрологијата. Фактички се свати дека на ниво на космичко има и свест, дека ништо не е случајно, тоа материја не е тоа само предмет, дека постои многу по-софистицирана некоја, би рекол, поставеност. Но гледа Ивана што отвори едно прашање. Вели, тие што треба да разбираат како е нивото на свест да разбират и каде се нивните цели. Ова свртете го и во поглед на екзистенцијална определба. Каква е нивната свест? Па може би тендери, а може би пари, може би да украде, може да изманипулира, може да се пробие, може би неморал. Што ако таквите личности ти се креаторите? Кај го интересира материјално, телесно, егоистично, нема врска за духовно, не знае дека сите имаме мисија, дека треба да создадеме предуслови за идните генерации, дека треба да живееме, но и да создаваме, а не само да консумираме. Тогаш ние паѓаме у бездната, затоа што во голема мерка ќе провладуваат луѓето кои што се кон оваа ориентација. Прво, некој ги подкрепува, тоа е народот, бидејќи неосвестен, а второ е зашто пат баш таквите се избрани со таквото ниво на свест нас да не запечатуваат судбината. Што е прашање кое се провлекува над 35 години и светски се провлекувало, да многу ретко духовно воздигнати личности се наметнале пред масата како лидери. Најдобриот пример Марко, толпата го избра разбойникот Варава, не го избра Спасителот Исус Христос. Што кажува дека нивото на свеста на толпата е многу проблематично, не се подпире на толпата, пак се враќаме да се подпреш на индивидуалниот дух. Да се градиш, да читаш, да се себе програмираш, бидејќи, како се кажува, ако сами од себе не се програмира со позитивни мисли, позитивна визија, со едукација, ќе дојде некој од надвор да те програмира. Тој некој може да биде медиум, може да биде функционер, може да биде некој близок и он ќе ти го заземе умот, ќе те програмира и ќе ти наметне страв, жалење, тага, гнев, оптовареност. И ти не си во мир со себе, бидејќи дозволи надворешниот фактор да те програмира. Контролата имаме веројатно само над себе, а не над надворешните случувања. А може сепак да правиме промени? Дека... Па промените велат, нели, ако сакаш да видиш промена на светот, почни со свините промени, така што можеме да се контролираме или да имаме контрола над себе си, над она што го правиме, мислиме и чувствуваме, но не и над другите. И од тука веројатно секој е одговорен за тоа што го прави, мисли и чувствува, како би била тоа една позитивна рефлексија и на колективно или глобално ниво. Глобални предизвици имаме, не само кај нас, нели тука и на глобално ниво. Ќе направиме една
едно заокружување на денешната тема со една и така порака за тоа што ни носи иднината или што ни очекува во следниот период, како на глобално ниво, така и кај на себе и на колектив. Па да, ова вие што го отворивте, јас би го поврзал со две цели и со една, би рекол, дефиниција. Целите се визија и смисла. Мораме да бараме смислата. Ако живееме живот безсмислен, тогаш опаѓаме и не знаеме што со себе си. Значи, гради визија, баре смисла. Тоа е транзитот на Уран во Близнаци. Да пронајдеме смислата, ова што реков. Сега, вториот аспект, она што е како дефиниција, таа би рекол трансперсонална психологија или комуникација. Чи гледат, јас со моето несвесно, јас праќам, емитирам енергија. Јас дури може да емитирам и мисли, тоа е телепатска поврзаност. Што има мајката со детето. Детето е далеку, можеби 2000 километри, мајката чувствува како детето паднало или нешто се соочило. Едноставно таа трансперсонална комуникација бара. Гледате, луѓето комуницираат на вербално, невербална основа. Што повеќе ние се надградуваме, читаме, значи јас како родител читам, по трансперсонално му префрлам на детето, детето не го заглупувам со површно, му создаваме некоја вибрација тоа да поприми. Како што кинезите, нели, бебето, односно плодот е во утробата, но му пуштаат музика, класична музика, убава музика, му читаат, му создаваат вибрација. Значи, главниот аспект е каква вибрација зрачиме, каква вибрација испраќаме. Ера на Водолија. Уран во Близнаци владее со вибрација, владее со комуникација. Значи, ако зборуваме за комуникација, ние мора да искомуницираме Ивана што рече со своето тело, со својот дух, со својата визија и тоа да го пренесеме. И да видите како понекако нештата се средуваат, сега веќе сме пред крај на емисијата и ова цвеќе пубаво ќе се чувствува ако не му праќаме убава вибрација. Нема да венее, туку ќе живее. Зашто? Затоа што околу нас, во нас има љубов, има мир, има хармонија. Затоа и таа книга, еве сега ќе спомнам на крај, Будење на позитивната енергија. Тамо е само за позитивното. Ете, у програмирање на умот има и за луѓе со болести, со тешкоти, но намерно таа книга ја напишав за да малку им дадам шанса да одат напред луѓето со таа позитивна енергија и не ме скапа, Ивана, може ќе ме прашаш, ако не ме прашаш да кажам, во култура, во топер, во литература и во Илија има, не ме скапа 550 денари и може мене да ме побараат на Facebook, ја ќе ја пратам по карго, секако. Многу благодариме за времето, за повеќе теми кои што некако една во друга се испреплетуваат, но секогаш корисни, важни и едукативни за нашите гледачи кои што меѓу другото и овие наши разговори ги следат во голем број. Посакуваме убаво лето, малку одмор, релаксација, уживање, оно кој што Зоран најчесто сакаш да го правиш, медитација во природата, нели на планинските места и повторно од септември веројатно со нови интересни теми како за како на индивидуално, така и на колективно ниво ќе бидеме љубопитни да знаеме. Благодарам многу на двајцата, да останете вака позитивни, ведри, убави, што се вели најпрефинети, затоа што тоа од секој сте го носеле во душите. Тоа е и обострано да знаеш и ќе потсетиме дека страдањето престанува во моментот кога целосно ќе прифатиме она што е, меѓутоа промената доаѓа токму од самите себе, да, така е.